Еколошкото движење кое цели да ги инспирира и мотивира луѓето да се активираат за почиста животна средина и за еколошки посвесно општество, за почиста Македонија, побара од владата и од МВР да може системот Безбеден град да регистрира фрлање на отпад и отпушок од цигари и за ова да генерира казни. Од ова движење смета дека со ова ќе се подобри заштитата на животната средина, бидејќи отпушокот содржи ем токсини, ем микропластика која тешко се разградува. Исто така, ова е закана и за јавната безбедност, да не забораваме дека во Македонија имаме огромен број на пожари во текот на годината, а еден од најчестите причинители е токму фрлениот отпушок од несовесни граѓани. Тој отпушок може многу лесно да ја разгори сувата трева, особено нели во летниот период. Од МВР пак вела дека во овој момент не може да се излезе во пресрет на ова барање. Системот Безбеден град во моментов нема технички можности да детектира и регистрира прекршоци како што се фрлање на отпад од возила и фрлање на отпушоци од цигари од возила. Секој предлог или иницијатива која пристигнува во Министерството за внатрешни работи соодветно се разгледува и анализира од стручните служби во Министерството, пошто се носат соодветни решенија, односно заклучоци. Проектот Безбеден град се очекува да стартува на 1 февруари. По вчерашниот состанок на претеничките групи на кој телефонски се вклучил и министерот за внатрешни Панче Тошковски, биле разјаснети забелешките на ДУИ, пошто ќе се донесат измените на законот за прекршоци. И премиерот Христијан Мицкоски вели дека се отворени кон барањата на екологистите, но дека тоа, ако има технички можности, ќе се разгледува во иднина. Сега да почнеме. Ајде да почнеме од 1 февруари. Очекуваме да поминат оние фази почетни кога ќе треба до усогласување, нивелирање и така натаму, кои што ќе траат можеби неколку месеци, потоа веќе можеме да влеземе во следната фаза. Од За почиста Македонија токму ова го бараат, во иднина да се прошират можностите на системот. Ние бараме да се разгледа можноста за софтверска надградба, со што на камерите би им се овозможило да детектираат фрлање на различни предмети и отпад од возилата. Ова всушност и не е нешто ново. Овој систем постои низ многу европски градови и држави, така што технологијата ја имаме и се надевам дека ќе можеме да искористиме за добри цели. Во моментов системот Безбеден град функционира на територијата на Скопје, Куманово и Тетово. Опремата е поставена веќе и на коридорите 8 и 10 и во секој момент се очекува да започне детектирањето на сообраќајните прекршоци и таму. Во текот на 2026 година предвидено е да започне да функционира на целата територија на државава.